Почитувани, на почетокот сме на ова најново издание од емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ви посакувам добре дојде. Иако Светската здравствена организација излегува со драматични предупредувања со оглед на тоа дека ширењето на коронавирусот зема замав генерално во регионот и соседните држави, но и воопшто во Европа, со прогнози дека доколку продолжи така да се шири, за 2 месеца половина Европа ќе биде заразена, или со други зборови дека секој втор европеец ќе биде заразен. Во таа смисла, ниту ние не сме исклучок. Расте бројот и на хоспитализирани, но и на реинфекции. Само според Институтот за јавно здравје, само во периодот од една седмица, дури за 51% е зголемен бројот на позитивни на COVID-19 од тестираните, а пак расте и бројот на реинфекции, дури за 7 пати е зголемен бројот во овој период. Но и покрај тоа, помеѓу другото, и во емисијата во тек бевме во очекување што ќе одлучи Комисијата за заразни, односно за заштита од заразни болести, која заседаваше утринава од 9 часот, но епилогот од тој состанок е дека засега нема скратување на изолацијата, за која впрочем и беше најавено дека евентуално би била една од мерките. Но не само што нема ништо околу тоа, туку комисијата всушност ја одложи одлуката за било што, или со други зборови не донесе воопшто никаква одлука, односно одлучи на следната средба да разговара помеѓу другото и за тоа дали ќе има одложување на почетокот на второто полугодие од школската година. Министерството за здравство соопшти дека почетокот на второто полугодие од учебната година ќе зависи од епидемиолошката состојба во државата. Со други зборови, значи, сега се зависи од нас. Епидемиолошката состојба зависи од нас, а по тоа врз основа на тоа како ние ќе се грижиме да ни биде епидемиолошката состојба, тогаш пак Министерството за здравство и следствено комисијата ќе одлучи дали ќе донесе или нема да донесе мерки. Така да, всушност, и почетокот на второто полугодие, кој треба да биде на 20 јануари, следниот четврток, е неизвесен со оглед на тоа што одлуката ќе биде донесена на, предпоставуваме, односно следниот состанок ќе биде непосредно пред почетокот на второто полугодие, па тогаш и ќе биде донесена одлуката, откако ќе биде и усогласена и со Министерството за образование. Така да, тоа е темата за која денеска зборуваме. Постфестум празниците, бројката расте, не само кај нас, и воопшто, и предупредувањата се загрижувачки од Светската здравствена организација, а еве ние некако во очекување каква ќе ни биде епидемиолошката состојба, ќе ги чекаме и новите ковид мерки, но и одлуката за почетокот на второто полугодие, па и она што во изминативе денови се актуализира, тоа е дали наставата треба да биде онлайн, дали во целост, дали да се даде можност за избор повеќе, по слобода, односно таа одлука. Така да, се движиме во тие рамки по однос на денешната тема. 6091924, 6091925, добар ден за првиот гледач. Повелете. Да, добар ден. Повелете, да, се слушаме. Поздрав за телевизија до телевизија 4. Благодарам, поздрави до вас. Ова тема што се оставиле денески не е на одмет, затоа што новиот граѓани на Република Северна Македонија треба да му се каже да ги почитува мерките, а не Комисија за заразни болести дека не донеса некои мерки. Тие мерки нема потреба да ги носи комисијата. Зошто ќе кажете? Затоа што тој пик што го очекуваме ние од Омикрон вирусот, како што кажа професорот Драган Даниловски, не е ништо повеќе, ништо помалку. Дури тој посоветуваше и даде една добра насока маските да се не носат во затворен простор. Дури препорачуваше децата во школо да не ги носат маските. А не овде сега ние
Постоја прашање дали второто полугодие ќе се одржува со физичко присуство или онлайн. Так. Јас не знам искам да кажам, ги слушав вчера родителите, некои што демонстрираат дека треба деца да научат онлайн. Сега, јас не знам што треба новиот родител да му се каже. Ко беше онлайн, бара физички. Ко бе физички, бала онлайн. Сега, тука се криви најпоќе татковците, бабите, деделците и мајките да си ги спроведуваат мерките кои што треба да ги почитуваат од страна на Комисијата за заразни болести. Ако тие на време се вакцинира, децата нема да му бидат болни. Тука е проблемот. Затоа треба да ги повикаме сите во Република Северна Македонија да ги почитуваат мерките на Комисијата за заразни болести, да се вакцинира на време и да ги заштитат и своите деца и своите внучина, а не на некој начин да бараме ние сега онлайн или физичко присуство. Ви благодарам многу. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Добар ден. Исто добар ден. Се слушаме, повелете, во програма сте. Ако имате влада државничка, ако превземеше мерки, да секој се вакцинираше, а не некој ќе ми каже маска да не носеле во затворено, не знам вака онака, па тогаш и боси нека одат за побрго да заболат. Како бе? Абе држава има да пресечи све од корен да се вакцинира. Не сме без маска ни на улица да излага. Ако то зло не може на друг начин да се спречи, не сваќаат луѓево. Тие што многу знаат, јас ги разбирам дека појма нема, дека ништо не знаат. Се занесуваат само, дека нешто знаат. Тој, ако не разбери, дека ништо не знае, тој ништо точно нешто не знае. Ако разбери дека не знае ништо, појма нема, тек тогаш нешто разбрал. Такви се овие кај нас. И се држава, па се радува денеска влада направиле. Тие мерките требаше да се строга дисциплина, режим, вакцинација од ред. Нема сакам, неќам. Сега, овој се вакцинирал, ја не се вакцинирам, тој ќе заболи, ја ќе заболи. Што е вакцинирањето, тие што се вакцинираме или тие што не се вакцинираме? Па се мешат, па исто тоа. И вакциниран да е, ако има болест, пито ќе се зарази. Тоа е неспособност на водење на држава, неспособни луѓе имаме. Тоа е чудо нешто. Светов ни се смеј. Па денеска оро играат леле какова што вика од леле што влада избрале. Сега има да тргни, одма тргна, парно нема. Префрлаат на градоначалничка на слушам, та била виновна за парното. Парите кај ни се? Кај ги переа парите? Кај ги знаеш? Благодарам ве, поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, почитуван водител, среќна нова година. Благодарам, секое добро и вам ви посакувам. Ја ретко се јавувам од источниот дел, се јавувам една молба пред се. Кажете, да. Како водител свакати час, мислам нема петка има за тоа, меѓутоа имате ли неколку овие потпоролите, без разлика дали опозиција, позиција, да еднашка имат малку мозоко акл, да рече секој неделата еднашка ќе се јавам. Дали спијат тие луѓе на телефоните? Па до толку ли злобни луѓе може да бидат, бе? Да не смееш да си ја кажете реалната слика. Каде ни оде Македонија, каде ни оде еднината? Потпороли, нели ги е срам, бе? Нели ги слушат луѓе, комшии, сестри, браќа? Па до тоа ли злобни луѓе да бидат, бе? Ово јас беше видел 76 години со вакво чудо, не беше видел, бе. Ово да е скапано место ќе го земат и го изедат, бе, човек. Па вакви мршојаци ја не беше видел, бе, господине, па дај најдете начин еднашка да се јават у неколку дена. Овие спијат, бе, ноќне време, дали гледате реприза, бе, нели ги е гребе, нели ги е срам за еднината собствена држава, бе. Кај не оде државата, бе, исто кажувам ти отворено, како брат, како дете те гледам, бе. Ово е жално за еднината, бе. Каде ни оде Македонија, без разлика дали СДС или ВМРО. Тие са брат и сестра. Кој ни команда у Македонија, бе, човече? А не ли гледате, бе, дали са тие покми што го кажува, што бранат нешто? А не ли се срамат, не ли ги е гребе? Да не видат, ајде.
Така, добро, ви благодарам, но ако еве сакаме и тврдиме, барем еве јас и Телевизија 24, говорам за контактните емисии на Телевизија 24, да им дадеме прилика на сите и дека сме отворени за сите, секој да си го каже мислењето и со самото тоа да бидеме не само објективни, туку и своевиден на некој начин инструмент за мерење на расположението, на некој начин и бесплатна алатка за оние кои се во власта, па и опозицијата, која ќе им биде и од полза, што треба да се дополни, измени и така натаму. Тогаш како да се прави разликата и што и да направите, ќе правите селекција и нема да бидете отворени и објективни. Во таа смисла, значи, тешко е да се биде објективен, избалансиран, да му се даде шанса секому, да бидете слика на реалноста, а при тоа да определувате кој може да се јави, кој не може. Така да нашиот принцип е генерално она, нели, веќе познато, она, па може би флоскула, но ајде се користи се почесто. Прв дојден, прв услужен. Иако, ете, она што го нудат, не знам, веќе првиот ден завршува оти распродадено, па кој дошол услужен, а оние другиве што дошле веќе не се услужени. Но се шегувам, идејата тука е секако, значи, и вие да го воспоставите тој баланс. Ако се јавува само еден, тогаш тоа го прави затоа што тој другиот не се јавил. Значи, јавете се слободно, еве, и со самото ваше јавување или таквите како што сте вие, ќе го смените тој сооднос и ќе има и почесто јавување и на други луѓе, но и еве ќе се повторно природно и објективно избалансира и даде реална слика, отколку што тоа би можело ако ние го правиме. Инаку, по кој основ, знаете, може, но ќе го загубиме оној атрибут на објективноста. Тогаш е само, јавете се само вие кои мислите така или зборувате онака и тоа е тоа. Но да не должам, ајде се враќаме на темата. Добар ден, повелете. Добар ден, ако сум на Да, линија. вие сте, ве поздравувам. Благодарам. Па вака, прво ќе се вратам малце назад во размислувањата на сите нас. Ние сега избраме нова влада, значи, нови министри, но се уште не се разрешени старите. И оправдано и објективно е што моментално не е донесено никакво решение во однос на здравствените мерки. Ние сите сакаме нешто да кажеме, но не размислуваме дали тоа е така или не. Господин Филипче треба да замине. Нормално дека човекот не сака веќе, значи, активно, но не е ни пасивен. Новиот министер кој што ќе го замени господин Филипче, тој, значи, активно не може одма да каже, но пасивно размислува како, што и кои мерки ќе ги преземе да се реши проблемот околу здравствениот систем. Тука треба, значи, и министерството и, значи, оние сите структури кои што водат ред од здравствената состојба и здравствените моменти кои што се во текот на овој момент. Значи, и затоа овдека и за децава треба дали да продолжат сега, значи, со после наставата со онлайн, или ќе биде, што се вика, земјата си јаме. Така. Како што беше со физичко присуство? Значи, значи, треба да се види дали ќе децата ќе одат во живо, или ќе биде, значи, онлайн, и, значи, за сметка на тоа, што ќе се направи како. Затоа, значи, треба да му оставиме тие периоди. Има време период, негдека после 20 треба да почнат децата со учебната година и со тоа, значи, има можности. И затоа да не брзаме и овие, да речам, друштва или како ги вика тие, значи, кои се многу ангажирани, а не си ги сакаат. Дака, ви благодарам, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден, господин Исо. Добар ден, повелете. До вас и до вашата емисија. Ви благодарам и вас. Нема нови ковид мерки, вика. Ама кој се викал Филипче? Аха. Зошто Филипче да носи нови ковид мерки?
Но добро, не само тој, Комисијата за заразни болести е тука, тој на некој начин како представник, министер за здравство, ги соопшти. Ние немаме култура, а немаме ни закон за како се треба добар ли се закон. Значи, дали се после вие, да речеме, не идеме далеко, могу да речеме ни Тетово, ни Гостов, ево, дека ни Бипазар. Тука се собират најмалку албанци па од 20 души. Околу наоколу. Па македонци, ајде почнеме лично од мене ќе почнем, јас лично преди од мене ќе почнем за нова година на площад. Па тоа вриеше. Значи, и кои нови ковид мерки, ај кажете ме вие мене. Зошто се нови ковид мерки? Ништо исто, значи да збориме се најсено. Значи нема смисла бе, ние самиот народ, ние не сакаме изгледа нити да се извлечиме, ништо изгледа сакаме сами да поумреме. Така гледам и јас мислам по моje, а не за по другите како што мислат они. Значи, здравството е лошо, наше лично. Знаеш зашто лошо е? Се заболит ковид мерки, праси го кај бил, што бил. Док не ќе одговори кај си бил, што си бил, не го приме, не го лечи човекот. Значи, нема смисла вака се работи. Преска првиот се вика, стално поди се јавува северна. Абе, како северна, бе, господине, северна веќе? Оно, Тетове Гостове, секаде има и веќе албанци, знаме, ти земала територија, ти веќе северна. Која е северна веќе, што остана веќе? Не само збори. Значи, збориме сега уште еднаш ќе речем за нема нови ковид мерки. Не се доволни, значи, одека закон, нема мерки, закон нема во Македонија. Го видиш без маска, кажни го бе господине, кажни го, ич. Значи, полицијата треба да изеде сега лично, кажни го одмак. Пријатно, само се не видим, извини, вака пријатно убаво ден се не ебава. Ви благодарам, исто така ве поздравувам, но дали се сите или повеќето неодговорни, еве свесни сте, особено во овој период по празниците, за огромното побарување, редовите, чекањето за тестирање на COVID-19. Толкави редици се што дури ете, попрво ќе станете негативен и ако сте позитивен, додека стигнете на ред. Се шегувам секако, но само за да илустрирам колкава е побарувачката, со самото тоа дали тоа и значи дека луѓето се загрижени. Се грижат за своето здравје, сакаат да се проверат. Значи, сепак, кога здравјето е во прашање, тоа како се грижат. Дали тогаш истите тие луѓе се неодговорни кон себе и кон другите по применувањето на мерките, или се тоа некои други луѓе кои ниту ги интересира да се тестираат, па ниту да ги применуваат мерките. Повелете, добар ден. Ало, Се добар слушаме, ден. да, повелете, да. Поздрав, господин Исо. Благодарам, поздрав до вас, добре дојдовте. Повелете. Фала, благодарам и добро ве најдов. Повелете, да. Еве да ги поздравам и сите присутни на вашата телевизија. Ви благодариме, да. Тоа го правам редовно и мислам дека не е лош. Напротив, и ние како медиума темава е останатите сериозна на них. и за голема дискусија. Нема Так. нови мерки и тоа е точно. Нема нови мерки. 410.000 французите имаат за 24 часа, па немаат нови мерки. Какви мерки ќе, ова е катастрофа, што може да помине полесно. Значи, полесно не е толку, за 5 дена поминува полесно. Сега има хоспитализирање, 800 луѓе од Скопје за 24 сати побарале лекарска помош. Так. Значи, тоа е наше што го дозволи недоволку. Значи, до нас е. Сите мерките се доволни, само апсолутно не се почитуваат. Невакцинирани влегуваат кај што сакаат и кај што мислат дека е добро. Сек дека се тоа. И да ти кажам една работа. Се е лошо во државава додека не дојде поморот натрешна македонската револуција на власт. Значи, за луѓе што вик велат дека оваа влада е тука после оваа влада. Па тоа е, владава е виновна и за корона, таа ја донесе. И сега како може тој што го донел нешто да го отстрани? Значи, ќе дојде друга влада и сето ќе ти биде, ама ни корона, ни починати ќе имаме. Значи, заразени секако чим ќе немаме починати. Може и другите болести да се издешат, значи, да нема ни други болести. Така да корона со сигурност тврдам дека ако дојде таа влада, ќе нема короната више, затоа што оваа влада е крива. Филипче е крив за 7.000, ама еве дојдовме уште 8.000 нешто дојдовме. Така да овие господа што мислат дека нешто ќе се случи ако дојде друга влада. Таму е спеја некоја зафрканција, некоја глупост. Ја не го правам никога глупа, него глупост зборуваме сите ние дека... Так, истече времето, ви благодарам, ве поздравувам, повелете и во друга прилика се слушнеме. Добар ден за следниот гледач. Здраво, другарче. Здраво, здраво.
Еве, јас сум еден од привилегираните што успеваат да се јават кај тебе со помош на пријатели, да туку ургенции, бркам. Знам се, шегувате, само немојте некои сериозно ќе сватат, па... Знам, па јас затоа сега го кажувам за оној преска што се јави, што не навреди сите, што не проколна. Ако ти текнал последните зборови, му беа колнење. Него му препорачувам да се дружи со тој дечкото од Уганда. Добро ќе му дојде како терапија, ќе го излечи, мислам, од сите фрустрации. За него толку нема потреба повеќе да зборам, си знае тој. Што се однесува до ковид меркиве, па види вака, му опадна силата на ова Дадов, што го со сила наметна на планетава, затоа што нема добар тренинг. Тоа ти знаеш како да речеме, јас сум мои скоро 100 кила, да спарингувам со некој 50 килограмско момче, и се мојата рака удара како токмак, а неговата удара како комар е заметаснал. Дали ме разбираш, не знам. Да. Така да, он ослабе, кај луѓето ослабе, затоа што имаше лош спаринг партнер. Значи го фаќаме на кондиција ковидот, така? Да. Така да овие мерки што ги тука измислијат, овие тоа е сколку за да си ги оправдаат дневниците што ќе ги земат денеска. Лапаат големи дневници за чешање и за продавање ветер у магла. Нити комисија се тие, нити врагови и ѓаволи, се тоа превара таму собрана од аромолекци кои се направија палати на звањата факултетски што ги имаат, дали ги купили дипломите нивна работа, важно тие се тие луѓе кои диктираат од државата. Поздрав, пријатно. Благодарам, поздрави до вас. Повелете за следниот гледач. Добар ден. Добар и убав ден. Благодарам, повелете. Вака, јас ќе почнам за да не ви бидам уредник, ама не се слагам. Добро. Ви почитувам нивните мислења, јако се на еден поранешен чувар на општеството и на овие другите значи на темето ми се качи. Па овој другиот северна северџани и она. Па јас сум македонец, бе. Што ме поздравува со граѓани? Нечум, помина тоа социјализмот. Тогаш бевме граѓани, тогаш бевме општество. Добро, и другари, така да. Сега господа. И другари бевме, а не пасевме овци како што ви рекол Андов. Туку да кажам ја, додека имам време, ова што сакам да кажам за здравјето. Здравјето е блесок сјаен, исполнето со патока страен, кон рајскиот стремеш краен. Ама, ако зборуваме за, па ние немаме ништо, немаме институции, немаме, само луѓе имаме со наведнати глави, луѓе кои што чекаат некој нешто да им реши, луѓе кои што, ама има и македонци овде, бе. Па сепак е ова Македонија држава на македонскиот народ. Што се занесуваат тие од северна и од не знам каква? Не сме ние граѓани македонците. Ние сме носители на државноста на една држава, нација. Оти секаде се нации и држави. И да не должам некој, овие нови мерки ќе носеле. Па тие секогаш, како ме изиграа сега, секогаш беа со здравствената организација, што ќе рече, па ние ќе припатиме она. И добро е што го снема тој Филипче. Добро е што го снема. Добро е и некои други што ги снема, барем да не ги гледаме. Како да се лечиш каде таков мозокот да ти го поправа? Жалосно, чудно. Така, ви благодарам. Добро, не знам во политиката, но ете, кој каков впечаток и мислење има, но еве во медицината, односно во професијата е признаен. Јас себе само се надевам и посакувам да нема човек потреба од тоа, но ако ете дојде, веројатно е голема работа да се дојде кај него. Најдобро да не дознаеме, но ајде да дознаеме кој ни е следниот гледач. Повелете, добар ден. Исо, добар ден. Се слушаме, повелете, добар ден. Ти се јавувам од јужниот дел на Северна Македонија. Аха. Јас би сакам, човеци, што викаше Андон, сите играме лото,
Ама сите не добиваме. Добиваат тие што знаат. Не можеш ти, како кај пријето, кој ќе се сврти телефонски да се добија од второ вртење, да кажем. Ќе се потрудите малку. Ви кажав јас, ќе си купите iPhone 11, ќе даеш 2000 евра и сам ќе бара и кој ќе добиеш, ќе те тапша по рамо. Може, предпоставам, и од поевтините оние дано. Добро. Малку се шалим. Јасно. Ќе свртите малку повеќе, па како што добиваме ние секој ден, ќе добиете и вие, не се секирајте. Така. Толку околу тоа. Нек ти кажав еден пример. На една друга телевизија гледам една наша иселеничка се јавува од Дубај и кажува: во Дубај нема заразен. Ама сите се вакцинирани. За не носење маска 700 евра казна и сите се придржаваат кон тоа. А ние еден сака да се вакцинира, друг неќе. Овие болести ја прејдо целата азбука. И сега јас мислам исо треба наместо COVID-19, COVID-20 и повторно азбуката. Од А, Б, В, Ж и така натаму, Омикрон и така натаму. Така. Јас ви кажев ли дека децава на сина, отварајќи прозори таму, тие што треба да одлучат, нека одлучат. Дали треба децата да одат у школа или не? Благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, вака една молба до вас. Повелете. Вашата што ме уклучува колешка, кога и текне ке ме уклучи, кога и текне зафатено е да ти пукне душа од неја. Ова ви кажувам. Срамота и греота е. За сите се може, само за мене не може. Толку пријатно. Да, ви благодарам. Еве, се надевам дека ќе не добиете полесно во некоја друга прилика. Ете, тоа што е зафатено не е наша вина, туку еве интересот да вклучиме, односно интересот на народот, да не биде, не знам, граѓани ова на реакција, на јавноста, да се вклучат. И еве да го овозможиме тоа, да не бидам јас причина што не можат или што чекаат на врска. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден и да ве слушаме, ве поздравам екипата и да ви посакам пријатен ден. Ви благодарам исто. Ова со коронава, јас мислам дека е политичка игра на власта. Еве зашто ќе кажам. Бидејќи не успеа да подобрат ситуацијата во економијата, на економски план, најдоа начин како да го заплашуваат народот и еве не преземаат никакви мерки за да може да се шири коронавирусот и да не може народот да реагира на другите прашања од суштински живот, што е сега поскапувањето со струјата, немањето парно во делови од Скопје, енергетската криза. Значи, ова е утната работа веќе. Бадијава е да се зборува за короната, бидејќи тоа се утна уште од периодот мај-јуни, кога се намали на 10% и требаше да бидат затворени сите граници, да не влегуваат печалбари од страна, да прават свадби во Тетовскиот крај и веќе готово, више работата се утна. И сега, кога почнеа нови соеви да се појавуваат, комисијата како да не работи. Жарко Караджовски воопшто го нема во јавност да се појави. Јас на телевизија го немам видено можеби 2 до 3 месеци никаде во дневните информативни емисии на ниедна телевизиска станица. Што значи дека ова е, пак ќе кажам, само една политичка игра, бидејќи Македонија е ставена на дното на економски план, минималната плата никако да се изгласа. Кај се сега пратениците да се соберат? Не ли има 6-4 гласа? Зашто не гласаат минималната плата на 18.000? А како може за неработен ден не? Така, ви благодарам. Но добро, ајде да почекаме до недела. Председателот на Собранието Талат Џафери кажа дека нема да закажува нови седници, освен седницата за
гласање, односно пратениците да изгласат новата влада сабота, недела, 14 и 15 јануари, која дводневна седница до недела до полноќ треба да се изгласа. Па да видиме, ајде, од следната недела со таа нова влада и предпоставувам веќе функционално собрание, како што кажавте, дека ќе почнат на дневен ред да се ставаат сите овие работи. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, повелете. Лукич, сакам да ти кажам, како може едни исти луѓе да се јавија по 3 пати на ден, 3 пати се јавјат. Уште пат се вртеќе не може да ја добиеме. Па не ли ги више срам, бе? Од сабале 2 пати, по пладне се јавја па. Тој више избачи и ти треба да ги исклучиш, бе. Ти си водител на емисија. Ти ги исклучиш. И не ти зборам за овој кој, ја ти кажам за овотек. Сакам да кажам за тој нова влада што викате ви тамо. Која нова влада, бе? Каква нова влада, бе? Кои луѓе се променети тука, да ми кажеш ти? Кои луѓе се променети? Ниједен, ниједен. Други се останала. Уватива за овој, за здравството и што? И кој промени? За полиција останува. И ти онли се смину само со греке лече да биде ова, да биде она. Каква нова влада, бе? Овој е влада, бе. Овој треба, знаеш што, бе, еден стап тука и се спич. Не повикувајте на агресија. Да видиме што правиме ние со ковид, кажете ми. Каква нова влада? Каква е нова влада? Која нова влада? Исти луѓе, бе. Исти луѓе. Добро, ќе зборуваме за тоа, еве, и ќе имаме и слободна тема секако, но ајде за темата да ве замолам. За темата да кажам, и што? Што се крие тој Филипче? Што се крие? Што правиме со ковид, еве? Да се грижиме самите за себе, односно да ги почитуваме мерките кои се на сила? Богати, а онда пласка пари таму да краја тамо. Тие инекциите ни ги преподава тука. Тоа ли сакаме? Уште за болница не загуби тамо 1 милиарда. Абе, права живо, бе, овој, бе, треба се. Ја ти кажувам, овој влада треба све да се напусти и тие министри, директори, све да се испрни надоле. Јадризмо е малку. Уште 50 фабрики треба се, не фабрики него, затвори се направда. И конфискација за овие. На што личи ова држава ли е ова? Каква држава е ова? Купуват лужите и лужки. Така, добро, ви благодарам, но еве, молам, ајде за во следна прилика, но ајде почнувајќи пак од сега заради вас и они околу вас. Смирете се, не се тревожете, со оглед на тоа што веќе и на граница кон агресивност оди ваквата интонација. Можеме секако за се да зборуваме, иако еве и одстапува од темата, но ќе биде прилика и слободна тема и како и да е, секојдневно сме најмалку еве во 2 контактни емисии. Така да обидете се, јавете се и бидете поупорни, како што каже еден од гледачите, ние ниту правиме селекција, а ниту да сакаме, не можеме да ја направиме кога не знаеме однапред. Ниту го гледаме бројот, немаме идентификација, па однапред да се прави некоја селекција, а дури и кога би имале како тоа да се направи денеска, не би вредело, секој може да се јави од било кој друг број, сите имаат мобилни телефони повеќе во семејството, а и не би било тоа, сепак би била селекција. Затоа, значи, повторно останува како што е темата, одговорноста на нас и мерките, еве. Каква ќе биде епидемиолошката состојба, што вели Министерството за здравство, и вклучително и за почетокот на второто полугодие учебно, дали ќе се одвива, зависи токму од епидемиолошката состојба. При тоа не се донесени никакви мерки, освен оние кои се на сила веќе подолго време. Значи, зависи од нас. Каква ќе биде епидемиолошката состојба? Подеднакво така, зависи од нас, односно од вас. Дали ќе ширите агресивност, дали нетрпение, дали култура, дали примитивизам, дали... Тоа е тоа. Инаку, другата опција е селекција. Тогаш веќе па се губи смислата на емисијата во онаа насока. Гласот на народот, на јавноста или се едно. Тогаш е веќе глас на оној кој сакаме го слушнеме. Би било. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете, да. Почитуване со. Да, повелете. Се вама прилеп. Значи, слушам, не можам да се изначудам. Значи, толку погамштилук, толку лошотилук. Ова се сите предходниот што беше пред последниот. Што му фалел, не знаел да менаджира
министерот за здравство, поранешниот министер во оставка Филипче. Така. Тој ако најбеше че имавме голема уште по убиствена, тој човеко на место застана на време. Што нашиот народ македонски не знае да си застане, да прими совет, да знае дека имаме проблем со чума, која стварно удира од најмало до најстаро. Дури не се извакцинира сите. Дури не сите ги почитуваат протоколите. Дури не ги примат по 2 вакцини. Младите одат без маски, секаде. Нема каде да се постави на ова. Не омикрон. И друга мутација да има, значи, тој ќе се веќе, сега е касно. Касно е. Ги слушам крив му бил. Филипче не чинела владата, бара други минимална плата, што да речеме ние пензионерите, господине Исо? Так. Со 10.000 денари. Ајде, дали, везиме, крај на кредит си излего. Запнале, тој ќе ви. Има една стара поговорка. Колку ќе собериме во едно купче, толку ќе поделиме. Така? Да, значи, колку ни е долга чергата, толку ќе пустиме нозите. Не можеме ние нозите ги пустиме фазла од чергата, така? Тоа е тоа, значи, треба да се свести овој народ, треба да се вакцинира. Со тоа Така, јасна е пораката. Ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден и сој Поздрав, повелете. Значи, за целата ситуација е исклучиво крива владата и никој друг. Исклучиво владата. Народот е ист секаде во светот. Значи, во Израел се со 4 вакцини. Пред 3 месеци беа ракометарите, од Израел во Македонија сите позитивни. Прошла недела беа пак да играат со нашите, 4 позитивни, се одложи утакмицата. Со 4 дози. Значи, врска нема вакцината за заштита. Тоа може да ти заштити само последиците, а не може преносот да го заштити. Кога ќе им биде јасно на овие луѓе, не ми е јасно. Во Австралија да не се луѓе во по-нормални, исти се наши доселеници, криминалци од Англија доселени, па имаат 1800 починати, ние имаме 8000. Така. Народот ли беше крив? Кај нас, кога имаше полициски час, беше ли дисциплиниран народот? Значи имаше комисија. Дали ја видовте вие комисијата у последните 3 месеци? Дали го видовте Филипче да се појави? Секој ден се појавуваше. Ние немаме комисија. Нема никакви мерки. И народот бил крив. Народот какви мерки ќе му спроведеш, ги спроведува. Ќе има исклучоци као во собраќајот, па ќе бидат казнати, ама тоа се исклучоци. Не постои кај нас влада, не постои комисија. Исклучива вина е нивна. За 8000 смртни случаи нивна вина е. Не постои друг. Имаше земјотрес во Битола, не ја спомнаа Битола. Едно кебе да однесат. Спомнаа Тетово, Дебар, Гостивар, Битола не ја спомнаа. И ќе ми кажува некој имаме влада, ние немаме влада, немаме ништо, само личен интерес. Нека не кажуваат овде приказни. Да воведеа мерки, ќе немаше толку случаи. Него не ги интересира само бизнис, профит и ништо друго. Јасно е и гласно е. Вакцината не штити, се виде, се докажа, само здравствено за заширење не штити. Кога ќе им биде јасно на луѓето? Требаше владата мерки, требаше ограничување на движења, кафичи, ги нема 3 месеци од политички причини да не им падне владата. Благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Па знаете, овој претходникот како вика во Австралија 1800, а во Австралија па секој ден се тепаат со полицијата против антиковид мерките. Јас сакам да прашам една работа. Знаете, може ќе парафразирам, само нема да ме сватите погрешно. Па само стока се учи со стап. А разумен човек се учи со повик и со разум. Така. Сакам да ми каже некој која мерка е укината што е донесена од претходно од комисијата. Дали повикот за вакцинација е укинат? Не е. Дали има вакцини? Има вакцини. Па што не се вакцинира народот? Па макар и да ги блажија симптомите што се вика да не легнеме сите у болница. Па тоа е и целта на вакцинирањето, да не ги нападнеме болниците кога се ги нападнамне. И сега знаете, секој владата им е на све криво. Што сакаат у Битола? Пукнале 2 фасади и кебиње да носиме. Има ли разрушени објекти? Нема. Па и у Скопје имаше земјотрес 5,7 пред 4-5 години кога беше поплавата у Сајковци, па никоме ништа. И сега средство у Битола 5,7, па ќе тресе пак, може ќе тресе 6. Знаете што? Абе дај да не ја прекардашуваме. Погледнете што се случи на високо ниво прво стручњаците. Денеска
овој Бечаровски вика дека децата ќе го поминат омикронот како обична инфлуенца. Искача Даниловски ви вика, кинете ги маските, отворете ги за народот што повеќе да се зарази, за да го поминиме колективниот имунитет. И сега ние, стручњаците овдека кажуваме државата е крива, нема мерки. Па која мерка? Има ли носење маски мерка? Има. Дистанција има ли? Има. Кој не тера со сила да се пикаме по кафани и дискачи да видиме на прослави пред Нова година? Владата не тераше, Филипче не тераше, или нашата алчност и глупост што имаме од нас? И секој ни е крива, владата ни е крива за све. Па да го земеме Филипче да не носи, да не вакцинира со сила, а нели се бориме против диктатурата, нели не сакаме диктатура како што било за време Титова, некој бара државата хитно да нареди кој 69 година масовна вакцинација. Па да се вратиме на... Така, ви благодарам, ве поздравувам, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Добро вечер, Устали. Да, веќе е, да. Видете, политика не сакам да мешам, меѓутоа баш во врска со ковид мерките и со најавата за ова неизвестен почеток на второто полугодие. Јас сум наставник и имам двајца ученици. Сега, едно сакам да ги прашам сите овде што се јавуваат на овие програми. Ама и вие од медиумите треба малку да внимавате на овие реклами. Во ниједна земја, Косово, Србија, Албанија. Косово и Албанија ниеден ден не ги затворија за 2 години училиштата. Имаат помалку заразени и помалку умре. Ние 2 години бевме со онлайн, психичката состојба на нашите деца. Дали некој се запраша за психичката состојба на нашите деца? Па достате со ова онлайн. Кафаните ни работат, свадби ненормално, све функционира нормално и сега сме се фатиле за второто полугодие. Тогаш владата нека каже, немаме пари за струја, немаме пари за греање, значи не можеме да го отпочнеме второто полугодие. За мене ќе биде тоа поприфатливо, отколку новите ковид мерки со омикронот. Па Даниловски самиот си кажува, немаме имунизација, немаме вакцинирани половина на население, полесен е омикронот, значи оставете го населението, со овај полесен вид на вирус, нека се имунизира. Лично тоа е моје мислење. Психичката состојба, Господ вели вака, Господ да ти го чува паметот. За секој вирус ќе се најде некое решение. Ама паметот на човекот не може да му го вратиш. А оваа состојба психички го уништија народот. Психички го уништија. Дали сме свесни за тоа? Кажете ми само која држава ги затвори? Така, ви благодарам и тоа како битен момент, психичката состојба, како се одразува психолошки генерално, но во тој контекст, овој вториот дел од темата кој се однесува токму на почетокот на второто полугодие, може и всушност и со прашалник да завршува и токму во таа насока и се однесува неизвесен почетокот на второто полугодие. Дали воопшто треба да биде неизвесен, затоа што не е почеток на годината. Ние пред 10 дена заврши првото полугодие и не уверува дека практично нема трансмисија, дека не потекнува од училиштата и ако има дека е минимална, занемарлива, оние тестови кои ги спроведуваше и Министерството за образование, сега веќе поранешната министерка Мила Царовска, а и од лично искуство, како функционираше. За да, велам, вториот дел од темата го поставиме како прашање. Дали воопшто треба да се да постои дилемата дали треба или не треба, со оглед на искуството од првото полугодие. Или евентуално таа иницијатива што е за полесно да може избор кој сака да заради одредени причини онлайн да посетува, но дали воопшто генерално треба да се сериозно дискутира за тоа дали целосно се префрла на онлайн или не, односно пролонгирање воопшто на почетокот на второто полугодие. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Па, првото полугодие не беше дојден омикрон. Што го упоредувате првото полугодие со второто полугодие? Добро. Што значи сега дојде, пред 10 дена влезе омикрон во нашава држава. И толку брзо се шири, што се завртиш околу себе, вака, мислиш дека сите до еден го носа во себе. Така. Ама се зборна дека
со лесна клиничка слика се поминува и сега па и Даниловски, па и Филипче веќе го нема да се појави, не е важно. И тој другиот што беше председател на комисијата за заразни болести, Жарко Караджовски. Жарко Караджовски. Значи, точно сака да го поминиме, кој ќе помини, со лесно ќе помини, кој ќе овати во потешка слика, ќе се оди, што значи дека не треба овдеки да се вршат технички проби, меѓутоа, вистина е тоа дека брзо се шири, и јас мислам дека второто полугодие треба да не ода со физичко присуство или големи контроли. Или големи контроли, маски на часови, на одмори и така натаму. А и ние граѓанството, гледам ја, никој не носи маски надвор, меѓутоа сега треба појче да носа него во почетокот, затоа што овај, само да помини човек покрај тебе ќе те зарази ако има вирус. Што значи тешка работа е, не е за играчки играјне, меѓутоа не знам што мисла комисија за заразни болести, сега почнаа децата да го носат дома. Гледам, полно имам цели фамилии, познавам што се сите заразени дома. Тешка работа е, јас не знам што би рекол, Фазла. Јас са вајле цело време носам и течи, па еве се плашам да не е дојдено, меѓутоа велики ќе помини со така. Чувајте се, ви посакувам се најдобро, добро здравје пред се. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Пред некој гледач, тај почесто го слушам така на телевизија, дава некои критики и према народо и према државата. Значи, сега едно само ќе му кажам. Значи, тој убедуваше да се вакцинира народо. Добро, еве, вакциниран сум со 3 вакцини. Аха. Значи, он 3 дози сте примиле. дека... Така, 3 дози сте примиле, велите? Да, добро. Да, 3 дози. Значи, он убедува дека, значи, секој што ќе прима вакцина, дека полесно ќе помине сето тоа. Јас не би рекол така. Значи, еве, со 3 дози, значи, јас знам како го минам и дали е полесно и дали уопште има фајде од вакцините. Значи, кога се јавиш кај матичната, она те право упатува на тестирање. Кој кажеш дека си со 3 дози, не, вика, не се базира на тоа, вика, тие вакцини, вика, са краткорочни, вика, за месец, 2, 3, не кажува за колку време, ама значи краткорочни. Добро, што ние требали да се вакцинираме, значи, цел живот. Значи, еве, 3-та доза сега ќе препорачат и 4-та, па и 5-та, па и 6-та. До кога вака? Значи, еве, значи, уопште нема никаква фајде ни од прва, ни од втора, ни од 3-та вакцина. Значи, јас и знам како го... Дали лесно поминуваме? Значи, со температури, со... Не знам, трагично е ово што се збори. Значи, убедуваат го народот да се вакцинира, а уствари нема ништо, ни од вакцина, нема ништо. Буквално само некоја политика се води со ово вакцините, што не знам до каде ќе оде. Пријатно. Пријатно, ви благодарам за јавувањето. Еве, чувајте се и вие, но и сите останати. Имаме ли време за уште еден гледач? Повелете. За жал, ете, тука некаде и мораме да завршиме. Токму да со пораката да се чувате сите. И всушност тоа би рекола и клучната порака, како и еве со ваквите емисии, јавни да речеме емисии, не може никој водителот, да речеме, да одреди дали некој од вас ќе биде пристоен, цивилизиран, вулгарен, конструктивен, агресивен и така натаму. Може да укаже само. Но од вас зависи. Па токму во тој контекст и Министерството за здравство, Комисијата за заштита од заразни болести не може ниту да гарантира, ниту да одреди кој ќе заболи, кој нема да заболи и слично. Ги дава тие препораки. Со други зборови се сведува на нас, особено кога станува збор за здравјето. Клучно е. Бидете внимателни, чувајте се, како што вели и онаа поговорка, кој се чува и Господ го чува. Ви посакувам, ете, добро здравје, сето она што ќе го одредат здравствените институции и лица е само дополнително на она што
е клучно, а тоа треба самите да го направиме. Да се слушнеме и видиме повторно во добро здравје и за добри разговори. Довидување.